Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска сум присутен во специјалното јавно обвинителство на повик на специјалното јавно обвинителство како сведок оштетен по предметот таргет или прислушувањето, каде што беше неопходна потребата од моја изјава во функција на тој предмет кој што специјалното јавно обвинителство го работи. Јас завршив за денеска со давањето на исказ. Надлежниот обвинител кој што го води предметот, доколку има дополнителна потреба од мој исказ како сведок оштетен или само како сведок или било како на било кој начин, останувам на располагање, се со конечна цел да дадам свој придонес во севкупното расветлување на прислушувањето, на незаконското прислушкување во Република Македонија. Владата донесе заклучок со кој што се упати до Советот на јавни обвинители да даде свое мислење за да продолжи постапката. Секако доколку одлуката е веќе конечна, таа е објавена, постапката продолжува пред Собранието на Република Македонија за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Јас не знам дали владата има други надлежности околу постапката за разрешување, доколку има, генералниот секретар веднаш ќе постапи согласно сите законски упатствија кои што мора ние согласно закон да постапиме. Но јас колку што сум упатен, владата ја отпочна постапката, односно даде предлог за разрешување на државниот јавен обвинител. Во функција на процедурата е мислењето на Советот на јавни обвинители. Штом ќе биде завршено мислењето на Советот на јавни обвинители, кое што еве вие кажувате дека е готово, постапката продолжува пред парламентот на Република Македонија. Доколку парламентот на Република Македонија донесе одлука за разрешување на државниот јавен обвинител, веднаш сме спремни како влада да отпочнеме постапка за предлог до Советот на јавни обвинители за мислење на нов државен јавен обвинител, кој што понатаму продолжува постапка во избор во Собранието на Република Македонија. Имате ли идеја кој ќе биде новиот државен јавен обвинител, дали ќе останете на тоа дека треба да дојде од експертската фела, како што кажете? Моја лична волја, јас се надам и на владата дека ќе водиме грижа заради тоа што ова значајна функција во Република Македонија, тоа е да се води државното јавно обвинителство, е една од најзначајните карики кои што ќе кажат дали државата продолжува да биде окупирана од политиката и наметнато влијанието на политиката во правната држава или конечно Република Македонија ќе исчекори кон независно правосудство, каде што и самото државно јавно обвинителство ќе биде експертски поставено, независно, во интерес на заштита на законите и уставот на Република Македонија. Мој личен став е, а ние на влада се уште немаме разговарано за ова прашање, но како прв меѓу еднаквите во владата е мој личен став да државниот јавен обвинител биде експерт, на кој што ќе му веруваат сите граѓани на Република Македонија. Не ние политичарите, не дури и вие новинарите, туку граѓаните на Република Македонија, во него да гледат експертска поставеност во заштита на уставот и законите на Република Македонија. Дали на денешната владина седница се избра новите предложи на БЈБ и на УБК, дали ќе дојдат од редовите на СДСМ или пак може да од некои другите партии, коалицијски партии? Не. Денеска имаше само едно кадровско прашање на владата, тоа беше на предлог на министерот за внатрешни работи се избра новиот државен секретар во Министерството за внатрешни работи. Владата донесе одлука со што ја избра Магдица Несторовска за државен секретар во Министерството за внатрешни работи. Немавме други кадровски прашања, освен констатацијата на престанувањето на мандатот на државните секретари кои што досега беа, а донесоа одлука да користат апанаж. Владата денеска констатираше престанок на нивниот мандат за да може да си го остварат своето законско право за апанажа. Сите други државни секретари кои што одлучиле да се вратат на своите претходни позиции, го направија тоа. Што значи сите позиции на државни секретари во институциите на извршната власт се веќе ослободени, првото место е веќе пополнето, сите останати државни секретари доаѓаат на предлог и на начин преку именување од страна на министерот на својот соодветен државен секретар во соодветното министерство. Ве молам да се обратите до генералниот секретар. Мислам дека од сите државни секретари некои 7-8 луѓе прифаќаат да останат на апанажа, останатиот дел на државни секретари кои што се повеќе од 17, ако не се лажам, се враќаат на своето работно место.
Се уште не, јас се надевам во текот на денешниот ден, најдоцна утре сабајле, би требало да биде тоа утврдено, за да можеме ден поскоро, дај Боже и утре, ги предложиме до Собранието на Република Македонија, односно јас како премиер го имам законското овластување да предложам заменици министри на владата на Република Македонија до парламентот на Република Македонија. Скоро се очекува да има разговори со Грција за името. Што се очекува да се случува таму? Денеска министерот за надворешни работи замина за Грција. Нема да се разговара за името, ќе се разговара како да ги унапредиме мерките на доверба помеѓу двете земји, како од прилика да се насочи пријателството со тенденција на позачестени состаноци помеѓу високите раководства на Република Македонија и високото раководство на Република Грција, вклучително и премиерите на двете земји. Го очекуваме господинот Нимиц да ја посети и Македонија и Грција, се со конечна цел да ги убрзаме ваквите процеси. При тоа секако нашиот став е јасен. Ставовите поврзани околу уставното име на Република Македонија ќе ги градиме во консензус со опозицијата, а ќе бидат конечни на референдум на кој што ќе се изјаснат граѓаните. Зошто негуваме нова надеж? Заради тоа што испраќаме порака на една нова иднина во делот на соработката помеѓу Република Македонија и Република Грција, а тоа е иднина која што ќе гарантира заедничка европска иднина, наместо да заглавиме во историјата како што беше пример досега. Првите разговори со премиерот Ципрас, првите разговори мои и со министерот Коцијаш, но и на нашиот министер за надворешни работи со министерот Коцијаш наговестуваат пријателски однос, се со конечна цел да побараме поддршка пред се од граѓаните на Република Грција, преточена преку владеачките партии, преку опозиционите партии, преку владата на Република Грција, преку парламентот на Република Грција, да помогнат на Република Македонија во исчекорот на своите интеграции, а тоа е да ги ослободат процесите заради тоа што навистина процесот на преговорите има можност да тече. Сакаме да биде изнајдено решение на овој горчлив проблем пред се за нас, граѓаните на Република Македонија и за нашата земја, но секако да ги ослободиме интеграциите на државата, мислејќи на НАТО интеграцијата и отпочнување на преговори со Европската унија. Остануваат уште неколку дена до можноста за СЕО да покренува обвиненија, се разгледува ли можноста за да се продолжи мандатот и како коментирате тоа што еве досега само во истрагите обвиненијата се опфатени лица од ВМРО. Коментарот за опфатеноста на истрагите треба да го даде специјалното јавно обвинителство, но јас ќе ја кажам само мојата логична поврзаност зошто е тоа така. Социјалдемократскиот сојуз и другите опозициони партии немале пристап до јавните фондови, јавните финансии и моќта која што извршната власт ја нуди. Социјалдемократскиот сојуз и други опозициони партии имале можност да водат општини и тие се тука секако со разговори присутни, заради тоа што ние сме прислушкувани. Јас сум денеска, знаете, и лице сведок, но штетен, тоа значи дека и моите телефонски разговори биле прислушкувани. Законот мора да важи еднакво за сите, тоа значи ако Зоран Заев е индикативен и за него постојат сомневања, докази, индици, треба да биде отворена истрага против било кој член на СДСМ, било која опозициона партија, а согласно тоа и против секој што индикативно е поставен во делот на можно кршење на законот, треба да се отвори истрага. Јас мојот став јавно го кажувам, специјалното јавно обвинителство е независна институција, формирана со консензус во Република Македонија. Таа има свој мандат да заврши комплетно со истрагите поврзани со незаконското прислушување и сега во оваа позиција како премиер и како лидер на новото парламентарно мнозинство ќе сторам се да својот мандат го исполни до крај специјалното јавно обвинителство. Тоа значи да се укине лимитот на поднесувањето на обвинителните акти, за да може да ја дозавршат својата постапка до крај, заради тоа што и се основани и постојат. Постојат начини, тоа е парламентот преку 2/3, постои можност Уставниот суд да ги разгледа можностите, постои можност за инкорпорирање на специјалното јавно обвинителство како посебно оделение во државното јавно обвинителство, постојат и други алтернативи, верувам. Знам дека ќе сторам се во делокругот на моите надлежности, специјалното јавно обвинителство да ја заврши работата за која што е основана, избрано и потврдено со консензус во Република Македонија. Јас она што досега го знам, во она која што представува потреба од професионалност и експертност и господинот Верушевски ги исполнува сите овие критериуми.
Не сум единствен кој што сакам да размислувам за ова прашање. Мене ми е важно процесите кои што предстојат во реформите на УБК се многу важни, да оставам простор преку друго решение, а не господинот Верушевски кој што беше исто така како мене таргет на незаконското прислушкување и мета на нашата Република Македонија преку сите